Добар ден, јас сум Сонја Стефановска од Средното градежно гимназијско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје, за средното техничко образование, градежништво и геодезија, по предметот сообраќајници, изборна настава, за трета година, од учениците градежен техничар. За денес имаме нова наставна содржина, која се нарекува елементи на горниот строј на патот и елементи на планумот на патот. За почеток да се подсетиме што е пат. Патот, како градежен објект, треба да обезбеди транспортна врска помеѓу разни места, превоз на луѓе и разни стоки. Патиштата се наменети за брз, удобен и безбеден моторен сообраќај. Патиштата овозможуваат сообраќај помеѓу одделни држави, меѓу населени места, меѓу градови, внатре во градовите, одење на работа, поврзување со туристички, рекреативни, стопански, економски, административни и други центри. Што беше напречен профил на патот? Напречен профил на патот представува еден пресек со вертикална рамнина нормално на оската на патот. Тој представува збир на различни функционални и конструктивни елементи и детали. Деталите и елементите, нивниот број, димензии и меѓусебен однос зависи од класата и намената на патот и од експлоатационите карактеристики. И напречениот профил на патот разликуваме долен и горен строј. Долниот строј пак на патот го сочинува трупот на патот, односно темелот, кој во зависност од односот на котата на терен и котата на нивелета може да се јави во следните форми: насип, ископ и засек. Насип се јавува кога котата на терен е пониско од котата на нивелета и тогаш нас не е потребен земјан материјал за да насипеме и да добиеме висината на котата на нивелета. Ископ се јавува кога котата на терен е повисоко од котата на нивелета и ние треба да ископаме за да дојдеме до котата на нивелета. И засек имаме кога имаме приближно еднакви коти на терен и кота на нивелета. Исти или приближни. Завршната формирана површина врз која се поставува горниот строј, коловозната конструкција, се нарекува планум. Тоа ќе го среќаваме овие стручни термини и не е лошо да ги објасниме и почесто ќе ги објаснуваме. На следните цртежи се прикажани коловозна конструкција во насип и коловозна под А и коловозна конструкција во ископ или напишано усек, некаде во литература ќе најдете усек, под Б. Значи, коловозната конструкција гледаме дека во едниот и во вториот случај е со трапезест облик. Односно во насипот ние мора тие обложни ѕидови да ги направиме со определен во нагиб 1:N. Значи, ширината на планумот е даден со П големо, ширината на коловозот, двете коловозни ленти, ако е двонасочен пат, или една коловозна лента, еднонасочен пат, или пак автопат, ако е, ќе имаме 3 коловозни ленти од едната страна, 3 коловозни ленти од другата страна и разделна лента помеѓу нив. Означено со К малечко и малечко од двете страни е ивична лента и Б малечко во насипот е берма. Односно банкина е во насипот, а берма е во ископот. На подолната слика ќе видите еден ископ кој што е даден. Исто П големо ширина на планумот, К малечко, односно коловозот, ширина на коловозот. Значи за попречен пресек мора сите овие податоци да ги имаме.
зависи видот, типот на патот, видот на сообраќајот. Со И малечко дадена ивичната лента од двете страни, со Р малечко регола и со Б малечко во ископ е дадена берма. Исто така е дадена и една дренажа долу под реголата за исцедување на вишок вода. Елементи на планумот на патот. Планумот рековме дека е најгорната површина на која што се поставува горниот строј на патот. И елементи на планумот се коловоз, кој што содржи сообраќајни ленти за тековен сообраќај, сообраќај во мирување и слично, разделни ленти, кај автопатиштата рековме, банкини, кај насипите, риголи и берми кај ископите, пешачки и велосипедски патеки, сигурно, кај што се потребни, напречни наклони и слично. Елементи пак на коловоз се сообраќајни ленти за возен сообраќај, рабни ленти, ивични ленти, се означуваја со И во цртежите, ленти за принудно сопирање на возилата, значи тие крајните ленти, додатни ленти, кои што се додаваат за исклучување и вклучување, и имаме додатни ленти за совладување на угорнини и долнини. Дополнителни се тие ленти. А на следниот цртеж се прикажани елементи на планумот на патот кај еден автопат. Прикажана е ширината на планумот на патот. Прикажана е средната разделна лента, односно појасот, таму е и оската на патот на средината. Лево и десно од неа имаме рабни ленти. Понатаму имаме една возна лента и втора возна лента, кај автопатишта имаме и трета возна лента. Имаме возна лента, лента за притекнување и лента за бавни возила. Значи имаме рабна лента, уште една лента за бавни возила, па имаме банкина. Од двете страни имаме, значи, истата ситуација, рабна лента, возна лента една, возна лента втора, со своји сопствени ширини. Понатаму имаме рабна лента, ивичната лента и лента за застанување. Имаме банкина, кај што се поставуваат знаците, значи вертикалната сигнализација, и од едната страна, бидејќи имаме насип, имаме косина на насипот, од втората страна, ова е во засек, имаме ископ, тука имаме косина на ископот и претходно имаме еден канал за одводнување. Понатаму имаме канал во ножицата на насипот и жичана ограда. Со КТ големи се означени кота на терен, со КН голема е означена кота на невелета. И најдолу е ширина на појасот на автопатот, обележан. За наредниот час имаме прашања за повторување. Што представува напречен профил на патот? Во какви форми може да биде долниот строј? Што представува планум на патот? Кои се елементите на патот? Кои се елементите на коловозот? Нацртај насип во размер 1:100, доколку ширината на коловозот К е 6 метри, ширината на банкината Б малечко е 1 метар, ширината на ивична лента И малечко е 0,3 или рабна лента или ивична лента, тоа е исто, метри, напречниот наклон на косините е 1:1 со произволна висина. И како последно нацртај ископ во размер 1:100, ако ширината на коловозот К е 7 метри, ширината на бермата Б е 1 метар, ширината на реголата Р малечко е 0,5 метри, ширината на ивичната лента или рабна лента е и 0,35 метри, напречниот наклонот на косините ќе биде 1:1 и П, и висината ќе ја нацртаме да биде произволна. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и ве оставам во пријатно расположение
Ви благодарам за вниманието. Се гледаме наредниот час и се слушаме.